Човекот што ги менувал верите. Чита Александар Стадојков. Си беше еден православен рисјанин што правеше сичичките беззаконии и се надееше со името што го викале православен да се спаси. Се крстел, постел, метани и чинел и се молел на Бога за тој да му поможи, за зло на луѓето да му направи. И така живел во најголемите греови. При сите молби на Бога што и правел, мислата негова, деѓи и доќе, се го бачела и никако не го оставала да се понарадува на весел живот. И така беше му омрзнала православната вера, чунки мислилоти православието било криво, што не можел да биде весел и радосен. Без да се помисли оти верата не го учела да прави 300 лошоти и после да го мачи совеста. Православната вера не е вера за да се спаси човек, си рекол сам со себе, и да се весели во неа, као што се веселат друзите. Таа вера треба да е најарната што може човек да се спаси и весел живот да поживеете. Јас ќе одам при католиците и тамо ќе се запишам за член да бидам при нив, чунки во црквата нивна има банда што му свири и сите и весели. Јас ќе одам и друго ништо. Речено и свршено. Отишол при католиците и се покатоличи. Оваа вера треба да е поарна, чунки немат просто стоење да втарисаат, ами ќе седам на стол. Може и да нема многу пати метани на две колена, ами само на едното колено и сето другото се ќе е полесно од спроти нашата вера православна. Арно, може да се католичи и си го мени името, арно, ама табието не го менил. Као што менува волк од лаката, табието не го менува. Така и негова мисол, што лошоти и праеше кога беше православен, тие лошоти и праеше и кога стана католик. Никакво изменение не направил. Ние знаеме од свештеното писание, од преданието и при секи човек има ангел Божи да го пази и секој е добро да го пишува во Божиот тефтер. Исто и сите злини ѓаволо не ги пишува во неговиот тефтер. Еден ден, као што си го прегледувал тефтерот православните, ѓаволо го побарал по католичениот брати, која гледа, се ресу од кај што беше пиша. Аман, овој мој слуга православен, кај што пошол, што се ресило? Ја чекај да видам во тефтерот католиците. Кога позаврте троа лисија и еве му го запишан во тој тефтер. Еве ми го пак во мојот тефтер. Нека си е католик, лели си е мој, не берам гајле, си рекол ѓаволо и си го затворил тефтеро. Седе што седе тој наш брат во католиците и никаков напредок не напредна во некој добриње, а лошотиите му напредува уште поеќе од колку што имаш. И во католиците немало спасение, као што и во православните. Мене ме пери да станам протестанец. У нив се пеи саде евангелието и у нив може да се спасам. Чунки у нив нема крстење, нема свети палење, нема постење, нема метани, ами само едно замижување која ќе се молат и толку. Тука верувам да се спасам и да се развеселам, чунки немаат тарантури као овде. Речено и свршено. Отиде при евангелистите и стана протестанец, арно ама, и таму не се прероди, при се што му проповедува, кој не ќе се прероди изново, нема да се спаси. Тој наш брат сакаше лошотии да прави и верата да го спаси, без да се остои од лошотиите. Другаш си отворил ѓаволот тефтерите да се и види кој каде е, и кога виде во тефтерот католиците, гледа тресен. Аман, уплашен свикал ѓаволот. И од овде ми го нема моја слуга, кај ја ушо? Ја чекај да видам во тефтерот на протестантите, да не е тамо нешто. И откога превртел троа лисја туку, еве му го нашол пак запишан во неговиот тефтер. Еве ми го пак у мене, а ако стана протестанец, само нека е мојот подајник, ако дека сака измени сите вери што се на светот. Така си рекол ѓавол. Пак си е мој, трај душо.
од која и виде пријатело наш протестантската вера, оти таму пак си беше лош. Благоволи Бог да му отвори Духот Христов душевните очи, да си види лошотиите што и правил. Позда оти името да верите не го спасува човеко, ами да се остои од сите лошотии и да се ново роди во која секта се нашол од рождението си. И така стана прав православец, војник на Господа Исуса Христа, од која се остои од сите лошоти и се раскаја, тад се развесели во Господа Исуса и се спаси. Вртејќи си тефтерите ѓаволот сите вери, нигде не го најде записан негова милост и горко плакаот и го избугуви неговиот слуга, менувачо да верите, чун ќе стана верен Ристов војник запишан во книгата на животот, верувајќи во верата Ристова и правејќи добри дела. Исус Христос дојде да спаси грешните, а не праведните.